Катастрофалниот пожар во бар во Швајцарија. По денови неизвестност, ДНК анализата ја потврди неговата смрт. Бројот на жртви се проценува на 47, а над 120 лица се повредени. Дел од нив се префрлени на лекување во Европа. Истрагата укажува на сериозни безбедносни пропусти, пиротехника и присуство на малолетници во објект без соодветна заштита. Мартин Арсов има детали. Младиот Стивен Ивановски е меѓу загинатите во пожарот во швајцарскиот бар. Негова блиска роднина за Сител потврди дека по неизвестноста и потрагата низ повеќе европски болници. ДНК анализата потврдила дека 16-годишниот Стивен не успел да се спаси од огнената стихија. Тој е меѓу четворицата засега идентификувани од швајцарската полиција. Останатите се две девојчиња на возраст од 21 и 16 години и уште едно момче од 18 години, сите швајцарски државјани. Истовремено потврден е идентитетот на 113 повредени лица. Меѓу нив има 71 швајцарец, 14 французи, 11 италијанци, 4 државјани на Србија и по еден од Босна и Херцеговина, Белгија, Луксембург, Португалија и Полска. Бројот на загинати се проценува на 47, а над 120 се повредени. 50 од нив се префрлени во болници во други европски земји на специјализиран третман. Помош понуди и Македонија, но од Министерството за здравство вела дека од швајцарските власти добиле одговор дека во овој момент се фокусираат на поддршка и капацитети од соседните земји и земјите одговорното подрачје на повредените. Понудената помош што Министерството за здравство ја стави на располагање се однесува на упатување на тројца хирурзи од клиниката за пластична и реконструктивна хирургија, со искуство во третман на изгореници, согласно конкретните потреби што би ги утврдила Швајцарија, како и можност за болнички третман на тројца пациенти на клиниката за пластична и реконструктивна хирургија, велат од здравство за Сител. Премиерот Мицкоски изрази сочувство до семејствата на загинатите. Остануваме на линија, министерот Муцунски е на линија, јас исто имав со високи државни представници од Швајцарија телефонски разговор со амбасадорот тука во Македонија. Тоа што можев да го кажам им го пренесов од нашето искуство, дека е многу значајна брзата реакција и одредувањето на приоритети, посебно кај повредените и нивна дисперзија, затоа што не велам дека здравствениот систем во Швајцарија не може сето тоа да го прифати, но тоа представува еден вид и шок и за самите медицински лица наеднаш кога ќе се упатат околу 150-200 така тешко повредени. Кога ги гледав тие сцени се присетив на утро што се случуваше тука во март месец во Кочани. Така што еве моје сочувство до настраданите и што побрзо опоравување на повредени. Прелиминарната истрага покажа дека до пожарот дошло поради пиротехника поставена на шишиња шампањ, кои биле доближени до таванот обложен со звучна изолација од лесно запаллив материјал. Сведоци раскажуваат дека во барот имало многу малолетници. Контролата на влезот и безбедноста била слаба, а обезбедувањето не реагирало соодветно кога бил пријавен пожарот. L'issue de secours, moi j'ai dû en fabriquer une moi-même en cassant une vitre. Mais il n'y avait aucune lumière de exit comme il y a écrit. Il y avait rien d'écrit. Puis c'était vraiment, il y avait tellement de fumée qu'on voyait rien. Puis il y a la moitié des gens qui s'étouffaient en même temps. C'était des personnes jeunes, hein, on parle d'adolescents. Il y avait beaucoup d'adolescents. Et on en a qui, ils font pas forcément attention à l'âge ici. Ils nous disent ouais vous êtes majeurs, mais il y en a plein qui le sont pas. Et puis on en connaît des plus jeunes que nous qui sont malheureusement partis avec parce que les gens n'ont pas fait attention. Il n'y a pas eu assez de, je pense que la sécurité a été très mal gérée ce soir-là, parce qu'il y a des videurs, oui, mais ils font pas forcément très bien leur travail. Quand on a crié au feu, ils sont rentrés dedans juste pour voir où était le feu, et puis eux-mêmes sont partis après. C'était catastrophique. Собственикот на барот во изјава за швајцарски весник рече дека е длабоко потресен, а од шокот ниту јадел, ниту спиел. Тој и неговата сопруга биле сослушани само како сведоци. Тамошното обвинителство отвори истрага и засега нема осомничени. Ке се проверуваат безбедносните мерки, бројот на гости и условите во барот. Оваа трагедија се смета за една од најтешките во поновата историја на Швајцарија. Мартин Арсов, Сител телевизија. Семејството на 2-годишниот Нагиб, кој загина од залутан куршум, ке покрена постапка за да се утврди одговорност. Лизгавите коловози причина за бројни сообраќајни несреќи, повик до возачите за внимателност.
Семејството на двегодишното дете кое почина откако беше погодено од залутан куршум во главата, денеска јавно побара правда и одговорност. Трагедијата се случила за време на новогодишниот огномет, додека семејството било во семејниот двор. Адвокатот најавува правна битка за да се утврди кој како е предизвикал смртта на детето. Истрагата се уште трае. Семејството на детето кое почина откако беше погодено од залутан метален предмет во главата, денеска јавно побара правда и одговорност. Сликата од кобната вечер за таткото Муша Арслани е се уште во магла. Се случило за секунда, додека мајката го држала детето во раце во дворот за да гледаат огномет. Детенцето одеднаш паднало, а неговата глава било облеана во крв. Мајката го фати, вика, Муше дојде, вика, види, гледа што е ова, кога гледав крв, и трчавме во болница. И така. А нешто имаше, некои попутници се слушаа, некои истрели? Не се слушаше ништо. Не знам што се случило. И така, не можам. На што се сомневате вие вака? Ја не се сомневам, си сакам правда да се го најде местото. Не знам што се случи. Мајката што раскажа во моментот, што имало? Ништо, само одеднаш напри детето. Вака напри толку. Не ни пукна ништо, не знам што се случило. Роднини на семејството кои биле очевидци го опишаа настанот кој се случил пред семејната куќа. Пуштавме огнови, како секоја нова година, се излегува со детето надолу да гледат, застанување вака, да се гледа со малиот, го држи детето на нормално на раката, и одеднаш кога детето падна. Само конкретно. Да, падна детето и трчање, јас седев унатре. Куќата не излегувам надвор, трчање и излегување кога гледам детето веќе падна. Кога гледаме крв, земање и носиме у поблиска државна градска болница. Седеме и од таму така настои и сакам целата вистина да се наведена. Адвокатот вели дека од судска медицина добиле потврда во која пишувало дека детето е починато од насилна смрт, но обдуктискиот извештај се уште не е завршен. Срđan Ahmet најави правна битка за да се најде одговорност за тоа дали, кој пукал и која е причината за смртта на детето. Адвокатот пријавил и ќе бара одговорност за начинот на кој биле приведени таткото и членови на семејството од болницата каде го однеле детето. Се работи за сериозна настаната насилна смрт. Денеска може да се случи на ова дете, утре може на мене, на други деца. Не можеме Скопје да очекуваме за секоја прослава да нашите деца ги штитиме од заскитани предмети куршуми кои што летаат на нашите глави. Ние моментално се наоѓаме локацијски позади бек на топилницата, а карши нас е ПИОМ, државна институција, значи токму нова локација од тука летаат за време на прослави новогодишни на вечери заскитани предмети кои што засмртуваат деца. Исто така е преземени се некакви действија заради решавање јавниот ред и мир од страна на родителите кои што го нарушиле во таа кобна вечер 31/1 и од потесното семејство, и тоа е некој случај кој што треба да се разгледува и да се види како тие лица беа лишени од слобода и што се случувало токму пред старата градска болница. Лекарите по новогодишната ноќ известија дека детето било донесено со рана во главата, но не можеа со сигурност да потврдат дали станува збор за куршум или друг метален предмет. Двегодишното дете им подлегна на тешките повреди на мозокот по 24 часа откако беше примено на клиниката. Лекарите соопштија дека деструкцијата на мозокот од метално страно тело не дозволувала хируршко лекување. Истрагата за случајот се уште е во тек. Мирјана Давидовска, Сител телевизија. Две лица загинаа кога со автомобил излетаа во реката Радика кај Бигорскиот манастир, а причината неофицијално е замрзнат коловоз. Трагедијата го вклучи алармот за опасните услови на патиштата. Замрзнатите коловози предизвикаа низа сообраќајни несреќи во Тетовско и во Гостиварско, вклучително и верижен судир со дури 10 возила. Надлежните служби се на терен, а возачите се повикуваат на крајна внимателност. Со возило излетале од патот и завршиле во Радика. Двајца сопружници од Видуше трагично го загубија животот во тешка сообраќајка кај Бигорски манастир. Надлежните екипи со часови го ваделе автомобилот од водите на Радика. Неофицијално замрзнатиот коловоз бил причината 56-годишниот возач да изгуби контрола над воланот и да заврши фатално. Во несреќата од здобиените повреди животот го загубиле возачот и неговата сопатничка МФ 56 од истото село, кои починале на лице место.
лекар од титна медицинска помош констатирала смрт и по насоки од јавен обвинител возилото е задржано во полициска станица за вонреден технички преглед, додека починатите се задржани за обдукција. Увид на лице место извршила увидна екипа од ОВР Гостивар. Поради ниските температури вчера дојде до замрзнување на коловозите во северозападниот регион во државата. Верижен судир со 10 автомобили предизвикале замрзнатите коловози на патот Тетово-Гостивар. Освен верижниот судир, во полицискиот билтен се најдоа и 3 други сообраќајки на патиштата во Тетовскиот регион. Загрижувачки податоци доаѓаат и од Гостивар. Петочната вечер се заокружува со 15 сообраќајки, од кои на 10 е извршен увид од страна на увидна екипа, додека за 5 не е побаран поради договор меѓу оштетените страни. Примени се и бројни пријави од граѓани од градовите Тетово и Гостивар, како и од околните населени места за замрзнати споредни и локални улици. По загрижувачкиот број на повици, Касами го свика кризниот штаб. На граѓаните им порача да не излегуваат од дома. Ги повикуваме сите жители на Тетово да не ги напуштаат своите домови ниту со возило, ниту пешки, освен во неопходни случаи. Патиштата се исклучително лизгави, евидентирани се бројни несреќи и постои реален ризик по животите и безбедноста на граѓаните, напиша Касами на Facebook. Од Македонија пат секциите Тетово, Попова, Шапка и Гостивар информираат дека континуирано се на терен и вршат посолување на автопатите и регионалните патни правци. Екипите на Македонија пат постојано се на терен, како и во текот на денешниот ден, така и синоќа, постојано се на терен, се превенира со посочување со песок и ризла и се со цел за да се надминат сите тие несакани проблеми. Во текот на синоќа имавме голомразица, имавме во западниот дел. Од Македонија пат вела дека денеска нема критични точки. Габриела Лескова, Сител телевизија. Полни ходници и исполнети капацитети. Клиниката Козле се соочува со силен бран на грип и респираторни инфекции кај децата. Само до пладне денеска биле регистрирани над 100 прегледи, а вкупно и до 250 за 24 часа. Дел од децата се со потешка клиничка слика, висока температура и пневмонии, а неколку се и на кислородна поддршка. Здравствените власти алармираат дека грипот има регионално ширење и апелираат на внимателност. Полни ходници со болни деца. Слика карактеристична за работен ден, а не за викенд. Во клиниката за белодробни заболувања Козле само до пладне имале над 100 прегледи, што укажува на масовно ширење на грипот и останатите респираторни инфекции. Капацитетите се исполнети и има 80 пациенти кои поради компликации се под постојан болнички надзор. Мешањето е најголема причина за заразување од грип, така да самите прослави си го направија своето. Скоро сите дечиња се со високи температури и до 40, траат долго време, со кашлици, кај некои дечиња се јавуваат и компликации, нели, со воспаленија на белите дробови, бронхити, некои побаруваат и болнички третман. Моментално ни се скоро целосно исполнети капацитетите во нашата болница, значи чуваме по некои места за оние најтешките, нели, болни деца кои што треба да легнат. За сезонскиот грип доктор Несторо вели дека многу повеќе се шири годинава и дава висока температура што најмногу ги плаши родителите. Пациентите кои бараат лекарска помош во Козле се од доенчиња до деца на школска возраст и оние со тешка клиничка слика се на кислородна поддршка. Моментално има 6 дечиња со потреба од кислородна поддршка, нели, тие дечиња имаат потреба од кислородна поддршка поради пообилно воспаление на белите дробови, каде што паѓа на кислородна сатурација и ние даваме субституција на кислород за, нели, да се одржува нормална кислородна сатурација кај тие дечиња. Освен во Козле, гужви и голем број на хоспитализирани болни деца со компликации од респираторни инфекции има и на клиниката за детски болести. А дека грипот веќе има регионална распространетост покажува извештајот на Институтот за јавно здравје. Во последната недела од 2025 биле пријавени 771 случај, што е за 2,5 пати повеќе од претходно анализираниот период. Околу 250 од овие случаи се деца до 14 годишна возраст. Сања Димитровска, Сител телевизија. А во тема на денот, малку убав муабет, директорката на клиниката за гинекологија и акуширство, доктор Ирена Алексиевска Папастиев. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, добре ве најдов.
На почеток сакам да искористам оваа можност да им ја честитам новата година на сите граѓани на нашата држава, да бидат здрави, среќни, весели и да бидат исполнети со убави моменти и да имаат голем успех во наредната година која што предстои. Убава порака и убава вест имавте на полноќ, на 1 јануари, првото бебе женско, тоа вели и плодност, и добра енергија, такви се барем толкувањата на овој знак. Како било лани? Што покажува статистиката за минатата година? Колку бебиња ни се родила? Колку од нив биле момчиња, девојчиња и што ни кажува тоа за нашиот наталитет? Па, убаво кажавте, годината ни почна многу убаво. Еве, тоа нека биде еден символ за плодност. Првото девојче што се роди на полнок, Евгенија, плюс беше и трето детенце, што значи нека биде тоа и стимул за што повеќе фамилии да се охрабрат, да имаат храброст, да имаат повеќе дечиња, затоа што јас секогаш викам, домовите кои што се полни со насмевка од дечиња се најтопли, најбогати и најсветли. Минатата година ние имавме 4043 раѓања, што на некој начин ни беше еден успех за нас, затоа што после повеќе годишен пат на раѓањата во споредба со претходните години, некако оваа година имавме 170 раѓања повеќе од 2024 кога беа забележени 3873 породувања. Ова е некако еден убав знак за нашата клиника, затоа што, како што напоменав, после повеќе годишен пат на раѓањето, а за жал тоа е нешто што ја зафаќа целата наша држава. Статистиките говорат дека ако се спореди еве од 2023 кога сме имале околу 23.000 лани, за 2024 вкупно на цела држава 16.061 породување, значи 7.000 породувања помалку. Сметам дека навистина тоа е една тема која што ја загрижува и цела наша држава, па овај мал, можеби незначителен, меѓутоа сепак за нас е весел момент што 170 бебиња се повеќе отколку претходната година и јас искрено се надевам дека и во другите институции широм нашата држава е истиот тренд и се надевам дека тој пат постепено ќе се промени, ќе почне таа линија да оди нагоре, затоа што навистина тоа е исклучително важно за оваа држава. Какви се трендовите, докторка, во однос на тоа колку бебиња се раѓаат по природен пат, колку бебиња се породуваат со царски рез, колку се предвремено родени или со компликации, колку се родени во соодветна гестацијска недела и развој. Што покажува ова статистика? Во принцип, ние представуваме најголемо родилиште во нашата држава, каде што се раѓа 26% од сите породувања во државата. Значи, минатата година бевме околу 26%. Сега, сме единствен референцен центар каде што се раѓаат предвремено, односно под 32-ра гестацијска недела, државен референтен центар. Значи, во принцип, светски тренд е да се зголемува процентот на царски рез, меѓутоа во принцип кај нас завршуваат оние пациенти кои што се покомплицирани, кои што обично доаѓаат со ризик за предвремено породување и на тој начин процентот на нашата клиника, како и во цела држава, е малку повисок, меѓутоа со напор минатата година ја резобновивме школата за психосоцијална подготовка и на тој начин доаѓаат пациентите кај нас и им се објаснува која е предноста тие да родат спонтано и доаѓаат поспремни на породување и мислам дека полека работиме на тој тренд да го намалиме процентот на раѓање на царски резеви кај нас. Инаку минатата година околу 870 од овие 4043 раѓања беа баш дечиња кои што беа предвремено родени, односно по 37 гестацијска недела, а од нив 217 екстремно мали новороденчиња кои што се третираат на одделението за интензивна нега. Висока бројка, вака процентуално од 4. Па и тука имаме некоја зголемување затоа што од 7 на 9% се зголемуваат предвремено родените дечиња. Тоа е како резултат на, ќе кажам, одложувањето што жената денеска го прави на реализирање на својата репродуктивна функција, а тоа од друга страна носи ризик за неплодност, па инвитро и на тој начин ризик за повеќе плодова бременост, која што е една од причините за предвремено породување. Така да имаме благ пораст на предвремено породените деца, меѓутоа тоа се дечиња кои што се понатаму згрижени од одделот за интензивна нега и кои што нормално добиваат третман како што треба да биде проследен на нашата клиника. Најавивте и чинам дека спроведувате безболно породување, тоа значи велите секоја
една мајка има право да побара и добие епидурална анестезија при породувањето. Тоа реалност ли е? Најпрво, и кој е процентот на родилки кои што добиваат оваа можност? Знаеме дека во минатото баш и не беше достапна за сите, беше еден вид на луксус, привилегија која што само дел од родилките ќе ја имаат. Така е, значи во државната клиника до 1 октомври не баш секоја пациентка имаше можност да добие безболно породување, меѓутоа благодарение на соработката на акушерите и огромна благодарност до целиот тим и од анестезиолози кои што од 1 октомври веќе пружаат можност секоја родилка која што ќе дојде кај нас на клиниката да има можност да добие безболно породување. Се повеќе пациенти се информирани за тоа. Ние тоа го објавивме на нашата веб страна, имавме повеќе гостувања од страна на анестезиолози и на тој начин веќе од 1 октомври се спроведува секоја пациентка која што ќе дојде кај нас да има можност безболно да добие породување, на тој начин подобро да го доживее чинот на самото породување и да ни дојде повторно и да биде желна да роди спонтано доколку нема нормална индикација од страна на мајката или од страна на плодот. Обид ли е ова да се трката со условите и можностите кои ги даваат приватните болници, бидејќи веројатно една од причините зашто досега, барем за оние кои имаат можност, не била државната клиника прв избор, е токму тоа дали породувањето ќе биде безболно или нема да биде безболно. Видете, јас навистина сум среќна што постојат приватните болници и покрај тоа што доаѓам од јавна здравствена институција. Зашто велам тоа? Например, приватните болници се тоа што беше Федерер за Џоковиќ, ќе кажам. Значи, секојаш е добра она една позитивна конкуренција, затоа што се вади подобрата варијанта од другата институција. Може би на некој начин да подобрите услови, подобрата современа опрема, безболното породување беа и стимулс, истото ние тоа да го спроведеме и да го пружиме за пациенти кои што си плаќаат постојано здравствено осигурување, а немаат можност да додат во приватна болница, да го добијат тоа истото во здравствена институција. Меѓутоа, морам да истакнам дека во терциерните универзитетски клиники се завршуваат секогаш најкомплицираните, најсложени случаи. Од друга страна, покрај клиничката пракса, на нашата клиника се изведува научно-истражувачка и едукативна дејност. Силна јавна здравствена институција заедно со медицински факултет се тие кои што го формираат здравствениот кадар, кој што утре ќе работи и ќе го потпира и приватниот и државниот сектор. Значи, на приватните болници им одговара да има јака здравствена јавна институција, затоа што токму со можности за спроведување на современи услови се гради тој млад кадар кој што утре ќе го потпира и приватниот и државниот сектор. Затоа викам јас, конкуренцијата ја доживувам како добра работа, како здрава. Најинтересниот тенис беше кога игра Џоковиќ, Надал и Федерер и сметам дека тогаш беше најголемиот прогрес на тенисот. Затоа и конкуренцијата позитивна помеѓу приватниот и државниот сектор, сметам дека ја вади најголемата и најдобра варијанта од двете институции, а секако најголема предност за тоа имаат самите пациенти и граѓани кои што имаат можност да добијат подобра здравствена заштита и во двете институции. Во таа насока пред неколку дена промовиравте реновирање, околу 110 милиони денари вложување, 2000 метри квадратни реновирани во рамки на целиот објект. Што добиваат пациентите од конкретно од оваа инвестиција која што е направена во момент? Добро, да, изминатата година навистина беше, можам да кажам, една година исполната со предизвик за клиниката за гинекологија и акушерство и не само што го смени ликот со таа реконструкција, јас можам да кажам дека беше набавена таа современа опрема, меѓутоа најголемиот влог за мене е тоа што 21 доктор и 15 акушерки беа испратени на едукација во странски здравствени институции, каде што ги видоа како работат експертите и ги донесоа тие протоколи тука. Покрај тоа, ние организиравме и 2 работилници на кои што странски експерти има можност да присуствуваат во нашата клиника и докторите кои што беа присутни тука да ги добијат тие и со оглед на тоа воведовме 4 нови методи на нашата клиника кои што се сега достапни за граѓаните на нашата држава. По принцип тоа се методи од минимално инвазивната хирургија, со тоа се скратуваат интрахоспиталните денови за пациентите, побрзо доаѓаат, се намалуваат оние листи на чекање, се подобрува феталната ехокардиографија кај акушерите, односно диагностиката и исто така се подобрува и третманот во одделот за интензивната нега кај новородничињата, кои што рековме дека најголем дел кај нас завршуваат, а дел од младите доктори беа во Словенија, со кој што изминатата година
воспоставивме билатерална соработка, значи со клиничка болница Љубљана и имаат можност нашите доктори да присуствуваат таму, да ги видат и да ги донесат. Значи на тој начин сметам дека пред неколку дена беше промовирана нашата клиника, каде што ние создадовме едни посовремени услови, каде што има добра опрема и се разбира едуциран веќе кадар кој што оди напред и ги носи оние протоколи кои што ги има и во европските страни. Има ли многу опрема во овој буџет за кој што зборуваме од 110-120 Па има опрема која што најмногу се вложи во лапароскопските столбови, нови операциони светла, анестезиолошки апарат, 3 диагностички апарати ултразвучни беа набавени, офиски стероскопија кој што овозможува еднодневен третман на пациенти кои што претходно беа третирани во операционата сала и на тој начин може да има исто така поголем обрт на пациенти годишно. Така да мислам дека да, благодарна сум за целата поддршка што ја добивам и што навистина сериозна современа опрема со која што еве на некој начин може да се пофалиме дека сме во согласност и со приватните и со странските современи здравствени институции. Несомнено неопходна е опрема и едукација на кадарот. Оно што мене ми беше дилема со оглед дека станува збор за најновиот објект, најновата клиника во рамки на клиничкиот центар од 2012 година. Имаше ли потреба да изгледа како луксузен хотел кога ќе влезата и да има уметнички слики во сите ходници? Нели е тоа уште еден обид само да заличи на приватно здравство без некоја суштинска промена за пациентите? Па, видете, јас повеќе пати добив тие прашања зашто баш најновата. Меѓутоа, сега кога ќе видите вие, имате убава куќа, меѓутоа мора истата да ја одржавате. Ако претходно не се одржавале некои работа, имаше таму сериозни пропусти, каде што немаше добра изолација и имаше проблеми кои што навистина беа сериозни инфраструктурни предизвици кои што можеа да и загрозат безбедност понекогаш на вработените таму, навистина имаше потреба од реконструкција и од реновирање на таа клиника. Имавте еден случај кој ја потреса јавноста, објавата дека новороденче починало во октомври, веќе дознавме во месец декември. Комисиите покажаа дека немало лекарска грешка и пропусти на клиниката, но она што сакам да ве прашаме, сметате ли дека можеби има простор за корекција во начинот на кој што се однесувате кон јавноста во смисла на тоа дека можело потранспарентно кон надвор клиниката да постапи во овој случај? Бидејќи действувавте откако веќе беше информацијата објавена во медиите. Значи вака, јас најпрво сакам да изразам огромно жалење за и сочувство до семејството и до сите оние семејства каде што за жал не секогаш докторите успеваат да ја добијат битката. Значи она што сакам да кажам јас за тој случај е дека веднаш беше постапено согласно сите медицински и етички протоколи и беше постапено онака како што кажува она што е во надлежност на нашата институција. Ние, додека не ги добиеме крајните извештаи, не може да постапиме врз притисок на јавноста или да информираме онака како што нема да биде. Јас како човек, како колега, како менаџер, ве уверувам дека никогаш нема ништо да прикријам или да сокријам, меѓутоа секогаш морам да ги почекам сите релевантни извештаи за да постапам согласно с медицинската етика и согласно с извештаите што ќе бидат добиени во овој случај. Значи, смртта е најголемиот непријател кој што може да се случи за еден лекар во професионален план. Никогаш и покрај сите спроведени протоколи, сите спроведени, целото знаење што го има докторот, за жал битката ја губиме. Меѓутоа, ние остануваме транспарентни, јас апсолутно поддржувам јавно информирање, меѓутоа денес да се шират предвремено и да се потресуваат семејства со сензационалистички теми од овој тип, без при тоа да ги имаме финалните, самите вие кажавте дека има контрола. Значи на нашата клиника веднаш беше спроведена анализа на сите клинички постапки кои што беа, што се во рамките на нашата институција. Меѓутоа вие за да добиете конечен одговор, мора да ги имате извештаите кои што понекогаш беше и објаснато на семејството, се чекаат во одредени рокови. Така да ние и понатаму остануваме достапни, транспарентни, никогаш нема да се окриеме, меѓутоа никогаш нема ни да обвиниме некој врз база на јавен притисок или лични други мотиви. Она што е важно,
искуството во терциерната установа е да ги подобруваме условите и да правиме да не се повторат или да не дојдат некои работи доколку постои грешка. А инаку законската регулатива, ако некој се огреши пред законот, се разбира дека ќе се и сноси последиците. Остана практично уште јавното обвинителство го нема целосно затворено овој случај. Ако не се лажам, началничката на интензивна нега го пријавила сомнежот за несоодветниот третман. Кој е вашиот став кон тоа? Сепак таа информација не сте доставила вие, туку друг доктор. Па истовремено педијатарката која постапувала и за чие што работење се појавија сомнежи во јавноста, од интензивна нега е префрлена во обична нега на редовно родени новороденчиња без компликации. Ако немало грешка, зошто сте го направиле тоа како менаџер? Значи вака, секогаш началникот е тој што кој организира работата на самото оделение. Началникот кажува и тоа е оној кој што организира. Ние како менаџери поставуваме началници, тие се оние кои што се организираат работата на оделението. Веднаш на барање на началничката, она го достави барањето кај мене на 13 на 14, докторката беше префрлена на друг одел затоа што началничката предвидела, согледала дека таа докторка не може да работи на тој оддел. За понатаму да се постапи кон докторката, мора да се почекаат сите релевантни извештаи кои што ги добиваме. Инаку сакам да кажам дека претходно истата таа началничка ја побара докторката затоа што имала 17 годишно искуство. 17 години таа докторка работела на одделот за интензивна нега. И на тој оддел за интензивна нега јас навистина сакам да се заблагодарам на цел тим затоа што 40 до 50 дечиња секојдневно се реферираат на утрински состанок, дека постојано се гледаат и се мониторираат. 93% од екстремно малите дечиња си одат дома од нив. А ако ги прочистиме оние кои што се со некомпатибилни аномалии за живот и оние кои што се со екстремна мала, умираат само 2 на 1000 новородени. 530 грама новороден челани испративме од тој оддел за интензивна нега. Јас навистина не сакам да се потресува никогаш јавноста со погрешни информации, него сакам да кажам дека навистина одделот за интензивна нега и терапија, како што и претходно напоменав, повеќе од 95% од екстремно малите во државата ги спроведува. Согласно со ова, ние разговаравме и со министерот и веќе од до година во програмата на влада од февруари доктор Кенхаузен со онаа соработка со Општа болница во Љубљана што имаме, ќе може да доаѓа да прави мониторинг, ќе влезе во програма за едукација на секундарни и терциерни здравствени заштити, ќе може да дојде, ќе прави мониторинг и ние и понатаму ќе продолжуваме со подобрување на условите. Јас кажав, за жал, се уште не постои здравствена институција каде што смртноста е потполно искорената. Меѓутоа, тенденцијата на добрите менаџери, на добрите здравствени тимови, на началниците, на лекарите кои што работат, на целиот медицински персонал е да се трудиме, да ги подобриме условите и на некој начин да имаме тенденција колку што може да ја намалиме таа смртност. Иначе, за жал, ние ќе бидеме најсрекни да не постои, али ни во светот нема институција каде што перинаталната смртност е се уште нула. Да, за жал. За крај, кои се вашите, речам, топ 3 приоритети, бидејќи зборуваме на самиот почеток на новата година, што е тоа што сакате да го реализирате во 2026 и дали меѓу нив ќе се најде враќањето на инвитрото на клиниката? Бевте меѓу првите како државна клиника која што успеа да го воведе, а сега го спроведуваат само приватните болници. Точно, на нашата клиника беше спроведено првото инвитро во нашата држава. Се согласувам и веќе и тоа е направен проектот, затоа што тоа е во согласно со владата на Република Македонија и Министерството за здравство. Проектот е завршен, до април треба да се изреализира и набавка на опрема за инвитро и реализирање на реновирање на тој дел. Исто така во завршна фаза е уште една акушерска операциона сала, која што би требало до крај на април да биде и таа завршена. И се разбира, она што ми е исклучително важно, да продолжи да се едуцира тимот. Имаме во најава 2 нови работилници, каде што повторно ќе имаме можност за воведување на нови диагностички и оперативни методи на нашата институција. И она што ми е исклучително важно, да биде обединет тимот, затоа што кај нас завршуваат, како што кажав, најкомплицираните и најсензитивни случаи, каде што ние честопати мултидисциплинарно и конзилијарно ја превземаме одговорноста и ги решаваме тие начини на начин да ги заштитиме најдобро што може пациентите. Доктор Алексиевска Папастиев, ви благодарам многу за гостувањето во Дневникот. Ви благодарам на поканата.
Реформската агенда од планот за раст е забрзана, а владата реализирала 10 од вкупно 12 обврски, соопшти премиерот. Тој најавува дека изборниот законник ќе биде готов овој месец и дека пазарот на струја засега нема да се либерализира за да се избегне ценовен шок од 50 до 75%. Целта, како што вели, е стабилна економија, забрзани реформи и пристап до 750 милиони евра од Европскиот план за раст. Реформската агенда од планот за раст е значително забрзана, а најголем дел од предвидените чекори се веќе реализирани. Премиерот Христијан Мицкоски соопшти дека владата завршила 10 од вкупно 12 обврски. Тој очекува конечната верзија на изборниот законник да биде готова овој месец, пошто ќе почне и постапката за негово донесување. За да се избегне поскапување на струјата до 70%, Мицкоски вели дека владата свесно одлучила да не го либерализира пазарот на електрична енергија. Бидејќи ако тоа се случи, ценовниот шок за граѓаните ќе биде меѓу 50 и 75% поскапа електрична енергија. Затоа продолжуваме со политиката на субвенционирање. Тоа е првиот чекор што го прифатила претходната влада, која што сега гледате, вели се поскапела струјата, електричната енергија за 2,26%, па критикуваат и така, тие прифатиле да либерализираат, односно да престане субвенционирањето. Мицкоски очекува дека во следните 3 месеци државата ќе ги донесе и преостанатите обврски од планот за раст, чија цел е унапредување на економскиот раст и забрзување на реформите потребни за членство во Европската Унија. Ние домашната задача да ја завршиме. Акцијскиот план за малцинства го завршивме согласно препораките од Европската комисија. Нашиот источен сосед па има некакви забелешки. Никој нема, само тие има. Така што ние сето она кое што е наша домашна задача ќе го завршиме. Ако Европската комисија одлучи да биде жртва на билатерализација на овие процеси, тоа е нивна работа, тука ние не можеме. Планот за раст е иницијатива на Европската Унија за финансирање на реформите во државата и поддршка на инфраструктурни проекти. За таа намена Македонија е предвидено да добие 750 милиони евра. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Во продолжение гледаме спорт.